лошата одлука на Пет. Не ми се верува, немам среќа. Морам да се разбувам токму на роденденот на тетка Марта. Добро звучиш. Може би не си се наспал доволно. Да видиме. Пациентот има многу висока температура. Мислам дека треба да остане во кревет и да одмара. Супер. Мислиш дека сакаш да ја пропуштам забавата? Жал ми е што нема да слушнеш за проширените вени на тетка Марта и какви сендвичи јаделе кога играле карти. Пациентот не сме да се нервира. Ура! Тоа беше лесно. Не ми се верува дека наседна. Нема да одам на роден ден, нема да одам на роден ден. Супер! Много е добар чајов. Но, велиш дека залудно ми го потроши времето? Пропушти важна презентација на професорот Чичи поради тебе. За малку ќе го заборавев подарокот на тетка Марта. Изгледаш многу подобро, Пет. Не ми е подобро. Пет се обиде да се развесели пред да му ставам инекција. Инекција? Да, мора да бидеш суров за да бидеш добар. Биди храбар, Пет. Тоа ќе ти годи. Чао! Здраво, Стен. Што му е на Пет? Тоа е Лили. Дојде да му стави инекција на Пет зашто има треска. Те молам. Што е? Немој, ќе направам се што сакаш, ќе лупам моркови. Смири се, не ти треба инекција, се плашиш, а? Имаш среќа, шприцов не е мој. Мамо, што правиш ти тука? Нема да одам кај тетка Марта, нема да одам кај тетка Марта. Лили, сериозно ли е? Само лоша реакција на инекцијата, мора да одам. На прагот сум на едно огромно научно откритие. Ова ќе помогне да се намали гладот во светот. И сите ќе бидат среќни. А? Но каде ми е шприцат? Момо го седе и го боцна Пет. Што? Хормонот за растење уште не е усовршен. Освен тоа, јас сакам да ја ставам првата инекција. Аха, значи си се приправал за да не дојдеш на мојот роден ден. Ти сакаш повеќе да играш видео игри отколку да бидеш со твојот Се пријател. врти, што ми е? Сега ми е подобро. Тоа беше страшно. Жан-Лук, сакаш да се обидеш да ме победиш во чудовишта? Дали е тоа што мислам дека е? Никогаш не сум видела нешто вакво. Ова е црево за гаснење пожар. Нешто не е во ред со Пет. Му порасна уште една нога. Нема против отров. Мора да пронајдете брзо. Ова е кошмар. Зарумен сум во анаконда. Добро, смири се. Затвори ги очите, изброј до 3 и отвори ги. Добро. 1, 2, 3. Не. Погледнете ги јазливе. Јас сум чудовиште. Од сегогаш сум бразил да одам на циркус. А денеска во циркусот ќе го видите Пет со неговата огромна опашка. Добро. Нема да се извлечат без борба. Конечно измислив против отров, што ќе му помогне на Пет да биде повторно нормален. Нормален или како што беше? Само волшебник може да го направи него нормален, ќе биде како што беше. Тргнете ми се од патот. Нема да го поминам целиот живот со чудовишта. Ова е супер! Ова
ќе го спречи влошувањето на состојбата. Подготвени? Чарли Танго, почнува операцијата Анаконда. Пет! Демон, разуми се! Сакаме да ти помогнеме! Не ви верувам! Јас не сум животно, јас сум човечко суштество! Целта е забележана. Мислам дека халуцинира. Се наоѓа јужно од улицата. Аха. Цела ног беше на дрвото, можеше да добиеш пневмонија. Благодарам, Лили. Те моля, не кажуве на стен, не кажуве на стен. Ти си ми пациент. Тоа е доверливо. Имам изненадување. Види кој дојде да те развесели. Стефани, дојде со мене на гости кај тетка Марта. Прекрасно си поминавме. Кога би знаел? Но ни беше жал за тебе. Мислевме дека ти треба нега. Внимавајте, на нашиот пациент му треба нега, затоа сум овде. Кутриот мој Пет, дојде на сум токму на време. Види како ужасно изгледаш, одвратен си. Но дури и кога си болен, мора да почитуваш некои правила. Ова се чепчиња за возадник, едно добро туркање и ќе бидеш како нов.